Струмичките лекари направија двочасовни бесплатни прегледи на градскиот плоштад за да ги потсетат граѓаните дека треба да прават редовни контроли и проверки на своето здравје за да се намалат ризик факторите од мозочни удари. Од 10 до 12 часот вчера медицинските екипи ги прегледуваа своите сограѓани, но и ги советуваа како да ги препознаат симптомите на мозочен удар. Мозочните удари се прва причина за инвалидитет, трета причина за смртност на глобални ниво во однос на светот. Сега постојат повеќе ризик фактори кои што ги предизвикуваат мозочните удари. За жал, некои од тие ризик фактори ние не можеме да ги спречиме, значи не можеме да ги модулираме, како што е например возраста. Значи постарите луѓе, поготово над 65 годишна возраст, се многу поизложени на ризик за мозочен удар. Исто така и полот не можеме да го смениме. Значи повеќе мажите се изложени на мозочен удар во однос на жените. Расата, значи црната раса е поизложена на мозочен удар во однос на белата раса. Значи тие за жал се некои фактори што ние никако не можеме да влијаеме. Меѓутоа денешниот ден е ради тоа што имаме и фактори кои што се модулираат. Тоа се високиот крвен притисок, високиот холестерол во крвта, високиот шекер во крвта, физичката неактивност, пушењето, алкохолот, злоупотреба на алкохолни пијалоци. Значи тука сме со цел, еве денес имаме акција да го измериме притисокот на граѓаните тие што се присутни тука, да го измериме шекерот во крвта, така да го процениме нивниот ризик за мозочен удар. Да кажеме нешто за кои се знаците за препознавање на мозочниот удар, затоа што и брзината е многу битна кога ќе се појават знаците. Да се скрати времето на чекање, од повеќе време од 6 сати чекање со мозочен инсулт, пропаѓа мозокот, пропаѓа дел од виталните органи и тука е времето битно за да се лекува еден мозочен инсулт. Ако не се пристапи побрзо да се даде терапија, тогаш состојбата полошо стане. Првите знаци кои што се манифестира мозочен инсулт се одземеност на екстремитети, отежнат и неразбирлив говор, не може да држи статика, човек не може да се движи, може да има повраќање. Има два типа на мозочен инсулт. Мозочен инсулт кој што ги затвора крвните садови, тромботичен процес, тромбоемболија, и мозочен инсулт кој што се случува заради прскање на крвен сад и изливање на крв во мозокот. Ако ги зафати виталните функции на мозокот, тогаш се јавува тој инвалидитет кај пациентите и лекувањето оди потешко, така да инвалидитетот е кај тие пациенти поизразен. Граѓаните пак со поделени изјави. Некои редовно се контролирале, додека други по потреба. Да. Јас сум 65 години. Прв пат идам тука од кај видях екипата. Другото не ме интересува. И малце притисок 140-90, иначе шекерот 5 ми излева шекерот. Добро е. На колку време се контролирате крвен притисок? Скоро на секој месец. Јас примам и терапија. Според информациите на Општа болница Струмица, мозочните удари бележат раст за разлика од претходните години и затоа е важно граѓаните да се внимателни и да ги намалат ризик факторите што придонесуваат за мозочен удар.